Благодарам, Виктор. Чест ми е да присуствувам на овој преубав настан денеска и да си го искажам своето мислење. Знаење градено баш низ институциите, како што спомна Виктор, клучни. Работев пред 30 години, почнав да работам во Министерството за финансии, кога Меѓународниот монетарен фонд буквално ни висеше над глава и моравме да правиме посебни анализи за како ќе се трошат и како се потрошиле парите, заради тоа што други ни го бараат тоа. Значи, кога ќе сватиме дека суштинските реформи, како што кажа господинот Бишев, треба да се направат, а за тоа е потребна висока свест, тогаш вистински се очекува да тргнеме напред. Пристапот value for money треба да ни покаже кој е ефектот од вложените средства. За овој пристап можеме да пристапиме од повеќе аспекти, меѓутоа сметам дека е нужно да се тргне од планирањето на буџетот, затоа што се почнува тука, во буџетскиот процес, како што кажа и господинот Тевдовски, бидејќи буџетот во крајна линија е политиката искажана во пари. Понатаму, кога сме веќе во тој процес, многу е битно високата свест да ни помогне да укинеме многу непродуктивни трошоци, кои што за жал се повеќе растат, особено и во делот каде што се финансираат човечки ресурси. Тука ќе ги споменам безброј советници кои што ги има во сите кабинети, без исклучок, кои што доаѓаат и си одат заедно со министерот. Значи, не остануваат како институционална меморија во институцијата, туку едноставно земаат многу повеќе пари, демотивирачки делуваат на веќе вработените кои што се по институциите и едноставно ефектот е многу мал. Секако сакам да го спомнам и еден процес на буџетирање по резултати, кој што е присутен во другите европски држави, кој кај нас за жал не се спроведува, не се почитува, не се ни размислува за тоа, а кој што бара отчетност на првите луѓе на институциите во собранието, доколку не се остварат резултатите за кои што собранието кренало два прста да се спроведат. И на крај ќе спомнам за, иако последно не е помалку важно, можеби е меѓу првите, примената на препораките кои што ги дава Државниот завод за ревизија. Значи, value for money всушност се ревизиите на успешноста, кои што мораме да признаеме дека во последно време се побројни од страна на извршени ревизии од страна на Државниот завод за ревизија. И тоа, тука се опфатени делот на губење на водата, понатаму, во делот на животна средина, во делот на здравство, на енергетика, во делот на транспорт, имаше за безбедност во сообраќајот. Значи, почитувајќи го стандардот ISA 3000 за ревизија на успешност, овие ревизии точно ги покажуваат слабите точки во системот кои што треба да се надминат за да можеме да имаме понатаму успешно и функционален систем. Во време кога ја подготвувавме ние националната стратегија за спречување на корупција, тргнавме токму од трошењето на парите. Значи, парите се клучната работа што е многу важна, и тука би споменала една мудрост која што знаат старите луѓе да ја кажат, дека за да спечелиш пари треба да вложиш труд. Ама за да управуваш со парите, особено со јавни финансии, тука треба многу знаење и домакинско однесување. Ова второво кај нас не знам колку е присутно, а за првото не дека не се знаеме битно која е целта. Значи, дали е целта да се употребат на најдобар начин или да се постигне својот интерес на најдобар начин. Како и да е, од кај да тргнеме, коренот на дрвото се човечките ресурси. Значи, тие се клучен фактор за успешно завршување на работните задачи, вклучително на оние во јавниот сектор. Вработувањата во јавниот сектор представуваат област која што е директно поврзана со јавните пари, дали преку исплата на платите, дали преку квалитетот и пристапот до јавните услуги и како и од аспект на личниот и на институционалниот интегритет кој што го имаат институциите. Тука спаѓаат секако да не ги заборавиме и именувањата во управните и надзорните одбори.
во јавниот сектор, кој што се одразува на управувањето и квалитетот во соодносните институции. Како една од најризичните области од корупција, вработувањата беа дели од националната стратегија, тоа беа хоризонтално поставени, бидејќи овој ризик се сретнува буквално во сите сектори, присутен е во сите сектори. И меѓу другото, особено доаѓа до израз при креирање и спроведување на кадровските политики во јавниот сектор, во процесите на пружање на јавните услуги, понатаму при издавање на разни документи, дозволи, лиценци и така натаму, решенија, мислам, ги гледаме последиците, за жал, во страшни димензии, како и при донесување и спроведување на законите, а секако и при доделување на тендерите. Сега во услови кога кај нас политичката волја е над законите и е исклучителна во решавање на сите прашања, сосема нормална станува перцепцијата дека дискреционите овластувања, односно волјата на одговорните лица, ќе биде таква каква што е, ќе си решаваат без мерит систем, без критериуми за квалитет и така натаму, а праксата на толеранција и неказнивост за злоупотребите станува нормален епилог после се. И тука е веќе оној затворен круг на корупцијата, за која што во извештаите од меѓународната заедница, во извештаите на Европската комисија за напредокот на земјата се многу јасно нотирани и е кажано дека имаме неквалитетно извршување на работните задачи и дека се соочуваме со еден парадокс. Од една страна имаме превработена администрација, од друга страна немате кој да ви ја сработи работата, што е многу страшно. Да биде овој проблем уште поголем, тука се и вработувањата преку агенциите за привремени вработувања, каде што имате буквално вработување по список, без со многу пониски критериуми и тука законите се најлесно да се заобиколат. Овие вработени преку агенциите често пати се ставаат и на раководни позиции, ги користат сите бенефиции кои што треба да ги имаат редовно вработените, се праќаат на обуки, се устрочуваат и така натаму, но немаат иста одговорност. И кога ќе дојде ред да имаме редовен конкурс, тие работејќи во услови на нефер постапки, имаат едноставно конкурентска предност пред други кандидати кои што немале допир со институцијата. Во националната стратегија ние адресиравме 3 клучни проблеми, ја би се задржала сега на тие. Првиот проблем е неусогласеност на голем број закони кои што го регулираат вработувањето, со што се овозможува секаков вид на влијание, непотизам, кронизам, политичко влијание и така натаму. Понатамо имаме неефикасно раководење, управување и надзор кај одделни органи на управата, тука спаѓаат агенции, јавни предпријатија, акционерски друштва во државна собственост. И третиот проблем е законска регулатива, односно воспоставување на јасен систем за евалуација на критериумите за селекција во процесот на вработување. Во однос на првиот проблем би кажала дека голем број на закони кои што го регулираат вработувањето по сектори, области, институции, често пати се менуваат и се неусогласени и не обезбедуваат еднаквост при вработување. Понатаму, систематизациите исто така често се менуваат, особено во делот на потребното образование. И сега вие имате тука, поради тоа што филјан и филјан човек треба да се вработи, а има таква и таква школа, се менува систематизацијата, му се овозможи да се вработи. Значи, не се засновуваат систематизациите на функционална анализа, што на вистина ни треба и каков профил ни треба, туку имаме, пожелба. Понатамо, институциите немаат секогаш пракса, макар што морам да кажам дека под притисок на на граѓанскиот сектор, веќе се зголеми бројот на институции кои што ги објавуваат систематизациите, но сепак постојат и уште институции кои што не ги имаат објавено систематизациите, дури има и такви кои што ги имаат кренато на како класифицирани документи, па вработувањата во такви институции е и без јавен оглас. Сето ова влијае на транспарентноста при вработувањето и овозможува злоупотреба на дискреционите овластувања, кои што пак црпат моќ во политичката партија. За надминување на ваквата состојба потребно е
да се укине можноста за вработување преку агенции за привремени вработувања, да се укине можноста овие вработувања да се трансформираат понатаму на неопределено работно време, понатаму да се направи проценка на реалните потреби за бројот на вработени и за нивната стручност во субјектите на јавниот сектор, понатаму јасно да бидат дефинирани видот и образованието за конкретно работно место во актите за систематизација и се разбира да се зголеми транспарентноста за вработувањата во јавниот сектор. Во однос на вториот проблем, би кажала дека материјалните закони со кои што се уредува формирање, раководење, управување на одделни органи на управата, агенции, акционерски друштва и јавни предпријатија, не содржат критериуми за видот на образованието на раководните лица. Мислам дека некои од говорниците спомна дека требаме ние да имаме првите луѓе, особено па министр за финансии, значи тие треба да бидат луѓе на место, со еден збор да кажам. Нема основни мерила, критериуми, минимум компетенции при избор и именување на членови на управен одбор. Добро, толку сум при крај сум. Значи, за да се оптимизира, прво треба да се оптимизира колку ќе бројат тие управни одбори, макар што се направија напори во последно време, и да се воведат критериуми за вид и образование на луѓето кои што ќе ги раководат институциите, дали преку управни одбори или преку непосредно избрани. И самиот министер кажа дека во нареден период ќе работат на законот за високо раководна структура. Во областа на вработувањата нема воспоставено јасен и транспарентен начин за евалуација на критериумите. Слушнавме од министерот дека со новите законски решенија овој проблем ќе се надмине. Искрено сакам да верувам дека ќе биде така, затоа што вистина само професионалниот пристап кон работите може да ни помогне да направиме суштински реформи, што би кажал господинот Пишев. И во секој случај, она што е најважно, градење на капацитети во самите политички партии и свест во самите политички партии да знаат и да не даваат поволно тло за користење на дискреционите права. Тука мислам дека моето, твоето, ова е наш, не е ваш, не знам што, мислам дека тоа ја уништува нашата држава. Ви благодарам.